Јас сум Марија Богатиновска, одделенски наставник од Основното училиште Никола Карев од Пробиштип. Оваа година моите ученици се второ одделение. Работам веќе 10 години и можам да кажам дека во овие 10 години се трудам секој ден, секој час да биде забавен, да биде исполнет и секако да не им е здодевен на учениците. Според мене, добриот едукатор треба да се труди на најлесен можен начин да им ја пренесе материјата на учениците, но освен тоа треба да биде праведен, еднаков кон сите ученици, да има ист третман кон сите, да се труди да допре до учениците, да го следи нивниот емоционален развој, значи што ги мачи, што ги прави среќни. Добриот едукатор исто така треба да ги следи современите образовни трендови, да ги применува во пракса, да ги анализира, да прави рефлексија и секогаш да се труди да ја подобрува својата работа. Кога се подготвував за мојот прв работен ден, си поставив неколку прашања. Што сакаат учениците, што ќе очекуваат од мене и како да го задржам нивното внимание од почетокот до крајот на часот и да ги мотивирам. Ми дојде идеја дека шарениот час никогаш не може да биде здодевен час. Така уште првиот ден тргнав на работа со полни раце и така и до ден денес едноставно не умеам да одржам час со празни раце. Мора секогаш да користам некакви манипулативи, ресурси, постери, интерактивни презентации и најголем дел од нив сама ги изработувам. Со учениците спроведуваме доста експерименти, истражувања, секогаш воведувам интеракција со нив. Така со тоа воведувам и некаква стимулативна средина во училницата и сметам дека она што визуелно учениците ќе го видат, останува трајно во нивното сеќавање. Уште кога излезе конкурсот на почетокот, веднаш се заинтересирав. Моите часови беа едни од првите часови што беа објавени на платформата. Ми стана многу интересно, а и самата концепција на Едуино, дека можам во вакви специфични периоди да дадам некаков придонес во образованието, да помогнам и на учениците, и на колегите, и на родителите, со тоа што ќе ја олеснам работата, а тоа е совладување на непозната материја за децата. Тоа ми беше дополнителен мотив, најголема мотивација ми беа позитивните коментари од колегите што ги добивав во пораки, а исто така една многу интересна случка што ми даде дополнителен мотив беше кога си одев по улица и едно детенце што јас не го познавам воопшто, ме препозна и викна: "Мамо, еве наставничката од Едуино", ми приде и така тоа беше еден многу убав момент. Едуино за мене е извор на креативност, на знаење, на можности, на идеи, на размена на искуства, на нешто неограничено, едно поле во кое што наставникот може да се изрази на 1000 начини. После секој снимен час се раѓаат нови идеи, нови предизвици, така да тоа е еден нов начин на работа. Иновативност. Првата идеја за Едуино ми беше баш она голем предизвик. Ги разгледав видеата што беа подготвени за нас. Многу ми се допадна концепцијата. И самиот факт дека во една ситуација специфична за која што никој не беше подготвен, ми беше предизвик и многу ме заинтересира. Јас сум човек што секогаш сака да учи нови работи и тоа е всушност и моето мото, дека наставникот е ученик кој што никогаш не престанува да учи. Наставник сум затоа што многу ги сакам децата, многу ги почитувам децата. Децата се едноставно најголемото богатство, тоа секој би го кажал, па и јас. Сакам да ја истражувам детската психа пред се, како тие се чувствуваат, сакам да допрам до секое дете. Кога ги гледам децата во училницата, тие се всушност она што ме
покрај семејството, нели, што ме исполнува и докомплетира. Секогаш кажувам дека учениците се или училницата е моето трето дете. Бидејќи јас работам со мали дечиња, од прво до пето одделение, тоа го бара, значи, детето во мене. И така се некако чувствувам вечно млада. Кога си учител, не старееш. Го задржуваш и детето во себе. За мене, квалитетното образование мора да биде базирано на квалитетни наставни програми, квалитетни ресурси и учебници, да се работи многу на дигитализацијата, како нели наша иднина, и сите овие работи треба да лежат, односно да бидат поставени на една добра концепција, која што ќе биде прифатена и поддржана од сите наставници, а во тој центар ќе бидат учениците и нивното подобрување.